Добар ден, почитувани гледачи, изминатите сега минутите што следуваат или неколку десетина минути ќе ве дружам јас, Лаген Нивковиć, со една интересна спортска тема, би рекол која остави голем белег изминатиот викенд кај нас. Се одржа меѓународен коњички турнир Скопје 2018 во чести спомен на еден од доаените на овој спорт кај нас, доктор Јосиф Наумовски. Центарот на вниманието изминатиот викенд би рекол беше во хиподром, а на оваа тема ќе разговарам со еден од главните виновници за овој настан, човек директно инволвиран во Федерацијата за коњички спортови во Македонија, член на управниот одбор и еден од главните организатори Роберт Блажевски. Добре дојде. Добре ве најдов. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Роберт, лично мене ме изненадив сабота кога отидов во хиподром, нели, да го посетам овој настан, посетеноста на турнирот кој се одржа кај нас, уште навлегување кога приметив колку возила има и кога ни ја затворија рампата, нели, после мене веќе не можеа да се паркираат внатре, се изненадив и бев навистина пријатно изненаден од посетеноста на овој настан. Како вие гледате на ова? Колку вие бевте задоволни од... Посетеноста беше на завидно ниво и ја можам да кажам дека 20 на години колку што сум присутен на тие простори, волкава посетеност не сум видел. Исто морам да се заблагодарам и до медиумите и до вас кои што допринесува за популаризација на овој настан. Сепак не беше долго најавуван. Па не беше. Можам да кажам немаше ни десетина дена, 7-8 дена. Очигледно беше доволно за да ги заинтригира посетителите да дојдат и да го видат овој настан кој ретко се случува кај нас. Споменавте дека недела беше уште попосетен. Јас не бев во можност да присуствувам недела таму, но бројката ве изненади вас, како што кажавте, дури беа вклучени пајак службата за... Да, посетеноста, да кажувам, беше на завидно ниво. Искрено, јас не очекував дека во толков број. Се надевав, меѓутоа не бев сигурен дека тоа ќе се случи. Не очекував толкова посетеност. Што беше клучно за оваа бројка? Па квалитетот на организација на овој турнир, гостите кои што беа, ние оваа година имавме гости надпреварувачи од Бугарија, од Албанија, од Србија, од Хрватска, така да и квалитетот беше на високо ниво и веројатно и медиската покриеност, така да сето тоа допринесе да се случи еден ваков, па можам слободно да кажам, спектакуларен настан. А кога е во прашање на преварувачкиот карактер, колку тука сте задоволни? Рековте, имавме и гости надпреварувачи од странство, наши надпреварувачи, како сте задоволни со резултатите? Општо мислење дека прво организацијски беше перфектно направено. Добивме пофалби од сите федерации кои што земаа учество на овој турнир. Успехот беше во рамките на очекувањата. За жал немавме пласман во Гран Прито, нели на првите позиции, меѓутоа затоа имавме прво место, второ, трето во послабите, да кажам, односно пониските надпревари кои што се одвива овој викенд. Каде сме ние тогаш со конкуренцијата? Зошто имавме послаби резултати од останатите? Па морам да кажам дека квалитетот на надпреварувачите беше на вистина на високо ниво. И можам да кажам дека она што беше, ако не најдоброто, барем во добар дел од најдоброто од државите кои што зема учество. Значи не беше само партиципиенти за да се пополни број, него беа баш најквалитетните надпреварувачи дојдени овдека. Ние сме тука некаде. Во нашиот спорт во моментот повеќе се работи со младите генерации кои што тек доаѓаат и ние сме задоволни од нивното презентирање и она што го постигнаа како успех. Нашиот најдобар надпреварувач што го имаме, нели, во нашата држава не беше присутен на ова такмичење, на овој надпревар. И се случи тоа што се случи. Тогаш како ние до подобри резултати? Како што кажавте, Лука Заложник не беше еден од нашите најдобри, нели, во овој спорт. Па не еден од нашите најдобри. Убедливо најдобар не само кај нас, него и во регионот. Сега за еден надпреварувач, за еден спортист кој што зема учество оваа година, односно минатата и оваа година на европското првенство, беше 8 на медитеранските игри, беше единствен од регионот со исполнета норма и учесник на светското првенство кое што заврши пред 2 недели во Америка, така да мислам тоа е. А што се случи со Лука? Зошто не присуствуваше? Лука требаше да дојде, остана во Германија затоа што
имаше договори, односно се обезбедуваше коњ за престојната Олимпијада, бидејќи тој циклус трае, нели сега веќе значи уште од сега се почнуваат подготовките. Апсолутно, веќе е најден тој коњ, подпишан е тој договор и он веќе почна да тренира со тој коњ. Се надеваме дека ќе имаме учесник во Германија, рековте? Во Германија е коњот, односно таму го најдоа коњот, тој е еден од светски најпознатите одгледувачи на коњи, за Олимпијадата во Токио, нели? А вие познавајќи го Лука не се сомневате, нели, во добри резултати на тоа што следува? Не се сомневам дека он ќе направи се да дојде до врвот, само да му посакам здравје, него и на коњот, и другото мислам дека ќе се дојде само по себе. Така, пред Олимпијада што следува кај Лука? Ги знаете неговите нели планови за некои надпреварувања? Ако почнеме да збориме за неговите планови, неговите надпревари, ќе ни треба многу повеќе од една емисија. Значи тој е во континуитет. Тоа најблиско тоа што му претходи, мислам, што му следува. Има надпревари во светскиот куп, има надпревари во таа светска лига. Тоа се голем број на надпревари и генерално во Европа ќе видат. А имаме ли некои блиску до Лука, некои наши надпреварувачи со кои може да се пофалиме, со кои добро се работи? Па немаме, меѓутоа имаме млади и надежни. Од кои може нели во иднина да се очекува? Имаме млади и надежни надпреварувачи кои што покажуваат потенцијал да стигнат до самиот врв, да кажем, во овој спорт, барем во овие европски рамки што се. Мислам дека ќе добиеме и ја добиваме поддршката и од Лука, кој што со свој совети ни допринесува. Имаме и некој си проект кој што треба идната година да се реализира во тој поглед околу негова стручна помош на младите надпреварувачи и се надеваме дека ќе велите Лука помага, но колку помага и тука и државата, нели, од каде најпрвот нели треба да имате она помош за почеток, помош никогаш доста, меѓутоа морам да кажам дека еве оваа година колку е активна. Еве оваа година при организација на овој турнир ние добивме несебична помош и од општината Газибаба, каде што е сместен Скопскиот хиподром, или од градот Скопје. И посебно морам да истакнам помошта што ја добивме од Агенцијата за млади и спорт, и не само што партиципираше финансиски во организација на овој турнир, него ние имавме и некои си разговори и изготвуваме одреден проект кој што ќе допринесе за популаризација и развој на овој спорт во државата. Така, претходно се вложуваше во Федерацијата, нели, за конјички спортови? Или да направиме една паралела споредба од претходно и сега? Па не сакам да правам некакви си паралели, единствено што ќе кажам тоа е дека оваа година сме добиле најголема поддршка до сега. Тоа значи на добар пат сме? Тоа значи дека ако продолжиме овој пат ќе имаме успех. Да, каков е интересот во Македонија за овој спорт? Од најмладите па нели во Македонија? Па во нагорна линија, во секој случај последните години е во нагорна линија и специфичен спортот, бара големо одрекување. Впрочем, како и секој спорт, со тоа што овдека бара и големо одрекување на семејството, на фамилијата, кој што збориме за деца во млада возраст, кои што треба да им се посветат, нели, какво е ова динамично време сега, така да таа поддршка е неминовна, така да целото семејство е вклучено во тие тренажни процеси и надпреварувачки. Така, може ли финансиски да издржи семејството да вложува, нели, во своето дете, доколку има талент, доколку постои љубов за овој спорт? Дали може секој едноставно да си го дозволи овој спорт? Сега тоа е многу дека спортот не е ефтин, не е ефтин. Меѓутоа, ја мислам дека ниеден спорт не е ефтин, поготово кога ќе дојде на ниво каде што треба поголем успех, значи подобри припреми и подобар коњ во случајов и сите тие работи, така да, бара големи вложувања во секој случај. А условите кај нас какви се во однос на колку може да се посветиме на овој спорт? Ние као федерација се трудиме да ги поттикнеме клубовите да ги подобрат условите за практикување на овој спорт. Сите клубови, ама без исклучок, сите клубови се трудат тоа да го подигнат нивото на предуслови и услови за практикување на овој спорт. Бара работа.
бара работа на колку често на пример вакви турнири се организираат кај нас? Дали преку вакви манифестации и турнири се привлекува вниманието и кај оние кои сакаат да се занимаваат? Колку често може да сме сведоци на тој натпреварувачки дел е она што е мотив за младите генерации да посакаат да како што и самите рековте на почетокот, бевте изненадени од оваа бројка на посетеност, која верувам дека со вакви турнири и вакви надпреварувања ќе придобиете и не се само овие турнири. Значи овие турнири се сериозно големи, бараат големи финансиски средства и голем ангажман. Ние оваа година, да кажеме, имавме несебично залагање на сите членови од федерацијата и можам да кажем и на сите клубови кои што го практикуваат овој спорт во државата. Меѓутоа не се само овие турнири, ние имаме државно првенство, ние имаме Куп на Република Македонија, имаме пријателски турнири, имаме гостувања во соседните земји, така да во континуитет се практикува овој спорт. За крај, што е следно како федерација и за нашите клубови? Што може да очекуваме најбрзо? Кај нас надпреварувачката сезона завршува од проста причина што веќе доаѓа зима, ние немаме индор арени, односно покриени арени каде што може да се практикува овој спорт. Се надеваме дека зимата абстинираме и чекаме пролет. Зимата ќе си одмараме и ќе почнеме здравје Боже на пролет. Меѓутоа тоа не е добро нели за оној врвен спорт. Па се надеваме дека ќе добиеме поддршка од државата пред се, нели за да се осмисли, односно реализира еден таков проект каде што би можеле како спорт да добиеме еден таков покриен простор за да немаме застој во надпреварите. Роберт, тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и ќе ви посакам успех на тоа што се стремите како федерација и во клубовите. Ви благодарам. Почитувани гледачи, вие и натаму останете со програмата на Телевизија 1, бидејќи тука не завршува, продолжува колешката Јадранка Костов. Почитувани гледачи, добар ден. Добро дојдовте во уште една емисија на